Па јас сум убеден дека Министерството за образование начело со министерот, па и премиерот ќе бидат мудри во оваа ситуација, бидејќи навистина зовриено е во училиштата и се чека на нас раководството да донесеме одлука. Сепак јас согласувам со председателот Ралповски дека го почитуваме социјалниот диалог и партнерство и ќе се обидеме максимално да бидеме коректни во овој дел, се разбира во рамките на дозволеното до 15 март. За волја на вистината имавме контакти со и разговори со министерот за образование и наука и се договоривме идната недела да отпочнат преговорите во однос на усогласување на колективните договори со подигнување на минималната плата. Но ќе подлечам дека ова не е решение кое што треба да се решава на гранско ниво, ова е сериозен проблем во целиот јавен сектор. Државата како најголем работодавач на работниците треба навистина да има исти аршин кој сите во јавниот сектор. По таа причина ние може како СОНГ и како наши социјални партнери, министрите во владата, да дадеме позитивен пример како може да се надмине оваа ситуација. Спротивно навистина тоа што можеби председателот страмежливо го кажа, еве јас ќе го потврдам дека веројатно ќе дојде до генерален штрајк во целиот јавен сектор, каде што целата јавна администрација буквално ќе го парализира функционирањето на државата. Тоа не би сакале да се случи, меѓутоа ако идат работите многу споро или несериозно, тоа и ќе дојде. Па, притисок, знаете што е би рекол измамата во целата оваа приказна, што и еден од новинарите тоа го постави како прашање. Сите молчевте додека не се зголеми минималната плата. Да се вратиме назад. Предлог закон за измени и дополнување на законот за минимална плата беше од 3 точки, каде што втората точка беше усогласување на минималната плата со колективните договори. Тука настана проблемот што владата и економско-социјалниот совет оваа точка не ја ставива на дневен ред за усвојување. Ние баравме, освен усогласување, односно усвојување на минималната плата, да се продолжи и кон втората точка за усогласување на минималната плата со останатите плати по колективен договор. И тука настана нашиот револт. Значи, се доби она што веројатно беа договорени барем два партнери од трите во економско-социјалниот совет, се изгласа 18.000 плата и тука се прекина седницата, што не беше коректно и ние тоа го побаравме да продолжи со изнаоѓање на механизми за усогласување на платите и од таа причина тука настана малце така разговор на повисоко ниво, каде што рековме дека ова не е коректно и дека веројатно ние ќе преземеме нешто во тој дел.